Zdravo učenje. Ja sam nastavnička Irena Bašovska, работа в училището 11 октомври. Моите ученици се второделени. Им посакувам среќа и успех во учењето на сите ученици од второделени. А сега бидете внимателни да видиме да научиме нешто ново. Што ќе научиме на ова видео? Ќе научиме дека броевите напишани со две цифри се викаат двоцифрени броеви. Да определуваме за еден поголем и за еден помал од некој двоцифрен број. Да ги усвоиме и соодветно користиме термините поголем, помал, повеќе, помалку, собери, одземи, големи за еден и намали за еден. Сите броеви ги пишуваме со цифрите 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Со нив е напишана и табелата стотка што е пред вас. Да видиме. Со колку цифри се пишуваат броевите во жолтите поли? Гледате дека сите тие се напишани само со по една цифра. Затоа нив ги нарекуваме едноцифрени броеви. Со колку цифри се напишани броевите во сините полиња? Тие се запишани со две цифри. Почнува со бројот 10, завршува со бројот 99. Затоа овие броеви ги нарекуваме двоцифрени броеви. Со колку цифри е запишан бројот 100? Бројот 100 е запишан со 3 цифри. Затоа тоа е трицифрен број. Тоа е најмалиот трицифрен број. Еден повеќе, еден помал. Да видиме што ќе се случи ако на бројот му додадеме за едно повеќе и потоа одземеме за едно од истиот број. Бројот 12 плюс 1 е еднакво на бројот 13. Бројот 13 минус 1 е еднакво на бројот 12. Што се случило со овој број? Бројот останал ист. Сме му додале едно и потоа едно сме одземали. Следен пример. 45 плюс 1 е еднакво на 46. 46 минус 1 е еднакво на 45. 77 плюс 1 е еднакво на 78. Ако од бројот 78 одземеме 1, добиеме бројот 77. Да видиме тоа како ќе биде на бројна оста. Бројот 12, ако го зголемиме за 1, ќе го добиеме бројот 13. Ако бројот 13 го намалиме за 1, ќе го добиеме бројот 12. Да се обидеме самостојно на броевите 15 и 18, да им додадеме, а потоа и одземеме по 1. Да видиме што ќе се случи. Ако на бројот 15 му додадеме 1, ќе го добиеме бројот 16. Ако на бројот 16 му одземеме 1, ќе го добиеме бројот 15. Ако на бројот 18 му додадеме 1, ќе го добиеме бројот 19. Ако на бројот 19 му одземеме 1, повторно ќе го добиеме бројот 18. Каков заклучок дојде? Дека ако еден број ни е зададен и него прво го зголемиме за 1, а потоа го намалиме за 1, бројот ќе остане ист. Зголеми за 1, намали за 1 во задача. Погледнете, овдека имаме задачи со собирање и одземање. Многу е важно да знаеме дека собирањето и одземањето се меѓусебно поврзани. Меѓутоа тие се спротивни операции. Така, ако бројот 15 го зголемиме за 1, ќе го добиеме бројот 16. Ама, ако од бројот 16 одземеме 1, ќе го добиеме бројот 15. Ако на бројот 30 му додадеме 1, ќе го добиеме бројот 31. Ако на бројот 31 му одземеме 1, ќе го добиеме бројот 30. Ако бројот 42 го зголемиме за 1, ќе го добиеме бројот 43. Еве го бројот 43. Ако од него одземеме 1, повторно се враќаме на бројот 42. Ова е многу важно и ние ќе продолжиме понатаму со добројување со додавање по еден. Погледнете ја скаличката и стрелката. Стрелката ни покажува дека треба да одиме нагоре по скаличките. Задачата е следна. Добројувај со додавање по
1 od 10 do 15. Da započnemo. 10 plus 1 je jednako na 11. 11 plus 1 je jednako na 12. 12 plus 1 je jednako na 13. 13 plus 1 je jednako na 14. 14 plus 1 je jednako na 15. Kako što strelkата ни кажува, низата расте се зголемува за 1. Истите скалички, ама овој пат стрелката вели дека треба да се симнеме надолу по една скаличка. Добројувај со намалување по 1 од 15 до 10. 15 минус 1 е еднакво на 14. 14 минус 1 е еднакво на 13. 13 минус 1 е еднакво на 12. 12 минус 1 е еднакво на 11 и 11 минус 1 е еднакво на 10. Што можеме да заклучиме? Дека низата опаѓа, бројот на секоја скаличка е помал за 1. Зошто ова е важно? Затоа што ова ќе ни помогне да научиме да определуваме претходник на даден број. Претходник на даден број е бројот што стои пред дадениот број. Ако е бројот 15, негов претходник е бројот 14. Ако е бројот 22, кој стои пред него? Се разбира бројот 21. Ако е бројот 49, кој број е пред 49? Тоа е бројот 48. И на бројот 74, претходник е бројот 73. За еден повеќе, ако определиме, ќе го најдеме следбеникот на дадениот број. Повторно, броевите 11 и 12. Кој број следи по кој број? По бројот 11 следува бројот 12. Значи, бројот 12 е следбеник на бројот 11. Следбеник на бројот 55 е бројот 56, а следбеник на бројот 39 е бројот 40. Следбеник на бројот 60 е бројот 61. Да видиме што научивме денеска. Броевите што се напишани со две цифри се викаат двоцифрени броеви. Број за еден поголем од дадениот број се вика следбеник, а за еден помал претходник на дадениот број. Исто е ако додадеме за 1, зголемиме за 1 или собереме плюс 1. Низата ќе расте за 1. Тоа се различни зборови што исто значат. Исто е барањето во задачата. Ако одземеме за 1, намалиме за 1 или помалку за 1. Ако ова го свати, го разбра, тогаш многу лесно ќе ти биде да изработиш домашната задача. За домашната задача се следниве задачи. Одреди го претходникот и следбеникот на дадениот број. Дадени се броеви, бројот што е пред него е претходник, бројот после него е следбеник. Добројувај по 1, почнувајќи од 37 до 46. Задачата представија на бројна оска. Дополни ги испуштените броеви во следната низа. 65, 64 и така натаму. Важно е да заклучиш дали броевите во низата растат или опаѓаат. И посакувам пријатна работа.